Денеска со почеток во 20 часот, сите оние заинтересирани ќе имаат можност да уживаат во оној концерт кој што ќе се одржи во Филхармонија денеска, насловен Татковина. Овој концерт ќе се одржи под диригентската палка на диригентот Сашо Татарчевски маестро и исто така со еден од оние најпосветени музички уметници Бојан Илковски. Ово утро наш гостин е маестро Сашо Татарчевски и велам добро утро за него. Добро утро. Какви се вашите очекувања за вечерашниот концерт? Има ли некоја дозаевена возбуда? Секогаш нормално пред секој настап, пред секој концерт има една, така да ја кажам, позитивна трема, онаа која што не прави да се ангажираме максимално за да го извадиме најдоброто и од себе и од колегите со кои што соработуваме. Тоа е таа одговорност. Точно, и одговорност, меѓутоа и она уметничка една, како да кажам, сила, една уметничка драйв, може би користам англиски збор, кој може би малку подобро го отсликува, нешто што не турка, вака да едноставно го извадиме најдоброто од себе и од сите останати. Еве, пред генералната проба се наоѓаме сега, работевме доста во изминативе денови, сосем пријатна атмосфера. Мене лично ми е секогаш убаво кога соработувам со македонски уметници, со Македонската филхармонија посебно, и посебно откако се пресели во оваа прекрасна зграда. Исто така со Бојан Илковски соработуваме веќе долго време во студиото Феймс и добро се познаваме и навистина на едно големо задоволство овој концерт кој што беше планиран за неколку месеци претходно. Заради склопна околност, еве конечно сега ќе биде изведен и навистина задоволството е големо. Со нетрпение го очекувам и јас. Велите дека ви е драго што имате соработка со македонски уметници, дали од тука фактички самиот концерт го добива името Татковина? Така е, јас мислам дека луѓето од Македонската филхармонија токму тоа го има во предвид, дека двајцата уметници кои што го водат концертот, значи диригентот и солистот, се македонски уметници и токму од тука името Татковина. Ке имаме ли празни седишта за сите оние кои што не гледаат моментално и се заинтересирани и дали можеме да напоменеме онаа програма на самиот концерт и време траење? Искрено не знам, треба да ги прашате луѓето од маркетинг на Македонската филхармонија. Се надевам дека ќе имаме многу публика. Концертот е интересен како програма. Значи во првиот дел е еден од највиртуозните концерти за виолина, на првиот концерт на Николо Паганини. Во вториот дел пак е една од оние симфонии кои што се ремек дела, кои што носат нешто ново во себе за времето кога што биле создадени, и тоа е четвртата симфонија на Роберт Шуман. Концертот, како и сите мои концерти, нема да биде предолг, бидејќи верувам дека публиката треба да се остави со чувство дека сака уште малку да слуша, а не дека е премногу. Така што и првиот и вториот дел од прилика по 40 на минути ќе траат, така што мислам дека сите кои што ќе дојдат на концертот ќе имаат едно убаво доживување. Ние секако ќе се потрудиме да ја донесеме музиката на овие големи композитори најдобро што може, секако давајќи и свој печат на тоа. Да се надеваме дека ќе биде така. Настрана од вечерашниот концерт имате голем број настапи зад себе и надвор од нашата земја, исто така имате и освојувано награди, а пред да започнеме со разговорот, ми напоминавте дека бевте, всушност присуствувавте и на она премиера на филмот, како се викаше, Ефтеркланг Македониум Бенд во Копенхаген, Данска. Да, токму пред 3 дена се вратив од таму, не само што присуствував, учествував на сцена, бидејќи јас го раководам и женскиот младински хор при МКЦ. И навистина еве таа соработка помеѓу Младинскиот културен центар и познатиот дански бенд Ефтеркланг и еден многу познат дански режисер Андреас, кој што направи документарен филм за создавањето на
ајде така да кажам, тој концепт на концертот кој што го подготвивме заедно со данската група Efterklang. Неговиот филм одеше на еден од најголемите фестивали за документарен филм CPH Docs во Копенхаген и имавме можност да одржиме 2 концерти целосно распродадени во концерт хусет, мислам дека во оригинал се вика, или концерт хаус на англиски, во Копенхаген, на вистина еден извонреден филм кој што никого не остави вака рамнодушен, а интересното беше тоа што после филмот публиката веднаш можеше да го види концертот, односно тоа што се зборуваше во филмот, се наговестуваше, резултатот на тоа може да го видат во живо на концерт, извонредна реакција и на двата комплетно распродадени концерти и ете во јули и тука на Синедејс ќе се повтори тоа. Истото тоа и кај нас. Значи, една извонредна промоција на Македонија и на македонската култура, значи самиот наслов Efterklang, значи насловот на групата данска Македониум бенд. Тука во Крушево се одржа еден концерт, меѓутоа сега на Синедејс ќе биде комплетниот настан со филмот и концертот. Така што ете тоа беше последно за кое што спомнавте дека бев надвор од земјата, меѓутоа јас раководам со неколку ансамбли, со сите нив имаме различна програма и со сите нив имаме концерти тука и надвор. Малку одмаравме од надпревари во последно време поради од короната наваму, меѓутоа од годинава натаму повторно ќе почнеме, затоа што тоа се настани кои што младите луѓе ги прават малку повеќе се ангажираат и да станат подобри професионалци. Инаку, секако уметноста не е како спорт, не е надпревар, меѓутоа од педагошки аспект се навистина важни. При самиот крај, мислам дека си убаво си кажавме, па при самиот крај да напоменаме нешто и за виолинистот кој што ќе присуствува, односно ќе настапи вечерва на самиот концерт, кој воедно и гостуваше во нашата утринска емисија сега скоро. Каде се има настапувано некоја негова задина? Јас мислам дека тој подобро тоа го кажал за себе. Она што јас можам да го кажам е дека навистина ми беше задоволство овој пат да соработуваме онака официјално на концерт како диригент и солист, имајќи ја предвид нашата долгогодишна соработка како диригент и оркестрант, секогаш пријатен и за соработка, и за разговор, и за комуникација меѓусебна, и еден од оние кои што максимално се вложува себе си за да стане уметник во правата смисла на зборот. Значи, човек кој што се труди секогаш да е на високо техничко ниво, вежба максимално, меѓутоа не застанува тука, туку се труди да ја премине и таа граница и да преде веќе во уметност. Навистина ми е задоволство што ете вечерва заедно ќе ја делиме сцената. Ви благодарам многу за одвоеното време и што не пречекавте овде и го најавивме на некој начин самиот концерт. Ви благодарам и вам. Се надевам дека го задржавме вашето внимание со овој пријатен разговор и уште еднаш ќе потсетиме дека концертот Татковина ќе се одржи денеска во Филхармонија со почеток во 20 часот.